полупразно. Во градинката Пролет утрово дошле помалку деца од вообичаеното, откако за Скопје беше прогласена епидемија на морбили и невакцинираните деца добија забрана за престој во градинка. Бројката е драстично намалена. Мислам дека и самите родители ги почитуваат тие препораки што ги дадоа Министерството за здравство и другите министерства, така да немаме некои големи реакции од родителите дека не може да се снајдат за деца да каде да ги чуваат. Мислам дека не почитуваат во тој поглед апсолутно и нас, и прво и нивното дете си го почитуваат и нормално и сите препораки што се дадени. Градинката Пролет е во општина Карпош, во која има најголем процент на невакцинирани деца. Заедно со Центар и Аеродром, трите најурбани скопски општини имаат најмала имунизација за морбили. Сомнежите се главно проширени по социјалните мрежи, дека станува збор за небезбедни вакцини и дека јавното здравство не ужива граѓанска доверба. За епидемиолозите и за здравствените власти, вакцините се безбедни од француско производство. Вакцините кои што се во моментов во употреба се од елитен производител од Европа, тоа е прво. Второ, вакцини кои што се даваат во целата календарска година. Па имаме до сега аплицирана повеќе 1000 вакцини. Сте чули за некоја реакција? Да имало реакција, социјалните мрежи би броеле до сега. Чим немало реакција, тоа значи вакцината е добра, квалитетна, имуногена и не дава дополнителни реакции. Последните два сомнителни случаи се проверени и анализите утврдиле дека не се заразени со морбили. За сега остануваат вкупно 12 регистрирани, од кои 20 пациенти се во сериозна и непроменета состојба на инфективната клиника. Во последните 2 дена, околу 700 деца примиле ММР вакцина, а пред првите случаи на морбили во Радишани, околу 15.000 деца од Скопје не биле вакцинирани. Караджовски вели дека и покрај епидемијата, вакцинацијата ќе тече согласно календарот, освен за деца кои се болни. Тоа значи висока телесна температура 39, најмалку 3 дена, повеќе од 5 течни столици. Не она детето ми шмрка, детето ми кива, ај носето му е запушено, нема да дадеме вакцина. Значи вакцинацијата мора да продолжи поради фактот доколку ги исполниме условите да имаме што поголем процент на вакцина, епидемијата ќе запре. Дека се помалку деца примаат вакцини во урбаните градски средини, покажала и блиц проверката во градинката Пролет. Има доста деца што не се вакцинирани, а има и деца што воопшто ни една вакцина ја немаат примена. Што се должи тоа? Имате? Тоа се должи на одлуката на самите родители. Значи тие што воопшто не се вакцинирани, значи одлука била на самите родители, а има и со изјава родители кои што изјавиле дека имаат препорака од матичниот лекар дека не смеат нивните деца да ја примат да ги примат вакцините. Оние што се против вакцинацијата и натаму се против, а сметаат дека зад вакцинирањето стојат бизнис интереси. Во теке нов тендер за набавка на вакцини вредни над 10,5 милиони евра за 2-годишен период. Критериумот е најниска цена, иако на последниот тендер само вакцината ММР е купена преку електронска аукција на која учествувале повеќе компании. Сите останати вакцини се купуваат по принципот на конечна понуда со утврдена цена.